Индекс. Ексклузивни информации и проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, Индекс на Радио Слободна Македонија. Јас сум Маја Дамјановска, уредник и водител на Индекс на денешната емисија, директорот на агенцијата, односно јавното предпријатие Агенција за патишта, гостин во Индекс на Радио Слободна Македонија. Директор е Александар Стојанов. Да. Вие бевте дел од тимот кој што со лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски пред 2-3 дена излеговте на терен да се информирате до каде се градежните работи и изведби за реконструкција на неколку магистрални, регионални па и автопати. Она што го најавивте од таму беше дека не само што во текот е изградба и реконструкција на неколку автопатски делници, туку најавивте и на нова изградба на нов автопат и реконструкција на уште еден. За што точно станува збор? Значи вака зборевме и претходно и со министерот, секако со министерот Владимир Михајловски, а премиерот не поддржа за таа работа. Значи почнуваме со една акција која што не ни беше планирана во програмата. Сакаме да го рехабилитираме комплетно патот од Гостивар до Кичево. Се работи значи за една многу патна делница која што е во многу лоша состојба, која што во задниве 20 години не е обновен асфалтот. Така да со заштитите кои ги имаме на повеќе јавни набавки кои што ги имавме за градба на патишта во оваа година, ќе успееме да обезбедиме средства и да го објавиме во текот на летото тендерот за рехабилитација и реконструкција на патниот правец од Гостивар до Кичево, тоест од мостот кај Вруток се до Колари, каде што се и најоштетените делови. Рехабилитацијата ќе опфати значи комплетно менување на асфалтната конструкција, комплетно гребење на стариот асфалт, поставување на нов, рехабилитација на 4 моста кои што таму се наоѓаат во лоша состојба. Ние моментално и сега работиме на еден мост таму, кој што го лоциравме претходно дека е во лоша состојба, дека мора да се санира. А ќе продолжиме значи оваа година со комплетна рехабилитација на патниот правец. Воедно со министерот, значи имаме една, како што најави министерот, имаме една задача да извршиме една ревизија на физибилити студијата за издавање на подконцесија или под јавно-приватно партнерство на делот од коридорот 8 од Скопје до Гостивар, Скопје до Охрид веќе, а со цел изградба на автопатската делница од Гостивар до Кичево. Проценетата вредност таму е висока, значи се работи за околу 350 милиони евра и тоа ќе биде, како да кажем, после Кичево Охрид, најголемата инвестиција во патната инфраструктура во Република Македонија. Со тоа би се комплетирал комплетно, значи коридорот 8, тоест коридорот 8 неговата западна страна, автопатот Мајка Тереза, и би се овозможило брз проток на возила, сообраќај и стоки луѓе до Охрид, значи би се патувало до Охрид за 1 час и половина. Колку е проценетата должина на она што ќе треба да се изгради? Значи она што ќе се изгради новиот автопат, должината изнесува околу 42 километри. Тие 42 километри се наоѓаат во многу тежок планински терен. По проектот се предвидени да има таму 2 тунела, едниот со должина од километар, другиот со должина од околу 300 метри, виадукти и објекти ќе има над 20 или 30, со што значи дека се работи за еден голем проект, значи еден тежок и обемен за било кого кој би се нафатил и во да го гради, а и подоцна ако помине и успее јавното приватно партнерство да го оперира, значи да го раководи комплетно. Кога се очекува да започнат градежните работи? И колку е периодот потребен за целосно? Значи сега моментално се наоѓаме во една фаза на припрема на значи ревизија на физибилити студија. Понатаму ќе видиме кои се условите кои што би морале да ги поставиме до потенцијалните понудувачи, кои што би, да речеме, лицитирале или на рокот на време трајањето на концесијата или на евентуалните субвенции потребни да се изгради патот. Вредноста изнесе околу 350 милиони евра, нашата процената вредност, со тоа што значи се работи за 42 километри, изградбата би траела околу 4 години најверојатно. Како што имаме нешто слично сега моментално на Кичево Охрид. Најавти и рехабилитација на автопатската делница Неготино Демир Капија. Кога ќе стартува? Да, значи правецот Неготино Демир Капија, односно делот што е од Клучката кај Прждево до Демир Капија, до пред Демир Капија, беше најоштетениот дел после Велес Катланово на автопатот коридор 10. Тоа се уште е. Значи ние побрзавме со цел да се подобри безбедноста на сообраќајот. Тоа е
пат беше предвиден да се прави од 2018 година, така, меѓутоа решивме, а во согласно со програмата на владата, со насоките од министерството, да го убрзаме целиот процес и да го финансираме со сопствени средства. Веќе е подпишан договорот, се работи за рехабилитација на патна делница до околу 8 км, во двата правца значи ќе биде околу 16 км автопат. Се работи за инвестициона вредност од околу 260 милиони денари и како што ви кажав, подпишан е договорот. Се очекуваме значи да се завршат тие формалности како што се добивање на време режим на сообраќај за безбедно одвивање на сообраќајот, значи кој ќе се гради автопатот, и очекуваме да во следниве месеци отпочне комплетната реконструкција на тој патен правец, поради тоа што не се работи чисто за обично стругање асфалт, поставување нов, туку патот е таму оштетен од самото потло, така да ќе трае малце таа рехабилитација малце подолго. Така, во тек изградба на 3 автопати, реконструкција на две автопатски делници со вкупна должина од 165 километри и како што беше најавено инвестиција вкупна од 810 милиони евра. Кога се очекува да завршат градежните работи? Бидејќи на секој поделно веројатно 2017-2018. Значи, градежните работи на сите 3 автопата се одвиваат согласно динамиката. Се работи, значи, за, како да кажам, за многу тешки, нарочно Кичево, Охрид, Демир Капија, Смоквица, се работи за многу тешки и тежок терен, се работи за голем предизвик за сите градежни компании таму. Ние Демир Капија, Смоквица имаме грчката фирма Актор, која што многу добро ги владее тие терени, пошто го има градено дел од автопатот од Вија Игнација. И до сега работите се одвиваат согласно динамиката. Значи, согласно динамиката, крајниот рок е некаде до крајот на годината, до октомври. Се надеваме дека ќе успеат, значи и покрај кризата што имаат во Грција до сега, дека ќе успеат до тој рок да ги завршат градежните работи. До сега се заврши некаде околу 80% од сите градежни работи на Демир Капија, Смоквица. Се работи на Миладиновци Штип, таму е пробиено 94% од трасата. Веќе имаме поставено околу 10 км асфалт, значи не сите слоеви, него оние што се слоевите што доаѓаат пред завршениот слој. Процентот на завршени работи е околу 40% и секојдневно се работи се повеќе и повеќе. Значи се расчистуваат разноразни проблеми што ги имаме со дислокација на електроенергетски објекти, телекоми и така натака, и така да работите се одвиваат добро, согласно динамиката и согласно планот, додека за Кичево Охрид имаме завршено некаде околу 20% од вкупниот обем на работите и таму работите се одвиваат согласно дадената динамика, со тоа што ќе повторам дека се работи за голем предизвик за нашите компании пред се, кои што во принцип до сега не беа навикнати на волку голем обем на работа, и мене ми е мило што они добро се сноѓаат со целата оваа активност што мора да завршат, пошто на Кичево Охрид и на Милодиновци Штип повеќе од 50% од вкупниот број од вкупната договорена работа опфаќа на нашите домашни компании. И тоа е голем потик за нив за да се развијат повеќе и да може да учествуваат и на други тендери и тука и во странство. Да. За домашните компании понатаму во текот на емисијата, меѓутоа за работниците. Информацијата е дека до сега на градежните работи на автопатиштата се ангажирани 2500 работници. Прашањето ми е дали во Македонија постои обучен кадар за оваа намена? Секако, значи кога почнавме да ги градиме, самите компании значи се мобилизираа меѓу себе, они донесоа и луѓе од странство. Секако, значи, проектните менеджери кои што ги водат проектите се воглавном луѓе од странство, кои што имаат поголемо искуство од регионот, а и од Европа. Тоа е голем, како да кажам, потик за нашите инженери што се наѓаат овде да научат и да се воспостави повторно една традиција на изградба во Македонија, пошто ние во Македонија имавме многу силна градежна оператива за времето на пред осамостојувањето до 90-те години. Сега повторно тоа се враќа и мислам дека сега имаат најмногу работа во Република Македонија него било кога имале во историјата на државата, па зборам и за комунистичкото време, па и сега. Секако да, они се успеваат да се снајдат со тоа. Ние на Кичево Охрид моментално имаме 560 комада машинерија, значи тоа се тие 560 парче машинерија, значи подразбира 560 машинисти кои треба да ги оперираат, треба значи инженери кои треба да ја водат таа работа. Така да се надевам дека со ова ќе има еден голем потик кон нив да успеат да се адаптираат на новите услови, да зголемат својот капацитет и да понатаму да успеат да се адаптираат и кон странскиот пазар. Така, тука ќе го завршиме првиот дел од разговорот, следуваат реклами.
Да се враќаме во студиото. Александар Стојанов, директорот на јавното претпријатие за патишта, гостин во Индекс. Директоре, разговаравме за работниците ангажирани на изградбата и реконструкцијата на патиштата во Македонија. Меѓутоа, што значат капиталните инвестиции во делот на градежништвото за вкупно македонската економија? Секако, значи градежништвото представува основен двигател на секоја развиена држава. Градежништвото и автомобилската индустрија. Кај нас превладува градежништвото, за жал немаме автомобилска индустрија. Градежништвото со себе влече околу други 50 на гранки, значи влече и нафтна индустрија, влече и машинство и така натака. Сите тие го поддржуваат градежништвото во градбата, пошто се инвестираат доста средства кои што мора да се обезбедат тие средства, арматура, бетон и така натака да се постават по патиштата. Тоа значи пред се зголемување на самиот на општествениот производ во Македонија, значи годишно, меѓутоа позначаен е оној долгорочниот, како да кажам, ефект врз економијата со отварањето на нови патишта, со зголемување на протокот на сообраќај, со зголемување на брзината на сообраќај. Вие имате побрзо поврзување помеѓу градовите кои што, да речеме, имаат еве сега индустријски зони. Ние, да речеме, кога ќе го завршиме Миладиновски Штип, вие од Скопје до Штип или од аеродромот Петровец до Штип, што е, да речеме, многу значено, или од граничниот премин Куманово до Штип, ќе возите околу пола сат до 40 минути. Така да се зголемува многу брзината на сообраќајот и се овозможува луѓето поедноставно да се движат, така да е поедноставно движењето на работната сила. Луѓето од Штип може да работат во Скопје, од Свети Николе во Скопје, од Свети Николе во Штип, на крајот крајава и од Скопје во Штип. Така да ќе има еден поголем проток на луѓе, се добива поевтина работна сила, значи не поевтина во смисла да е помалку платена, него помали се другите трошоци за ангажирање на силата и се добива побрз проток и на стока пред се, значи до крајниот потрошувач. Но веројатно и се влие врз стапката на невработена со ангажирањето на работниците за изградба. Секако, значи со тоа пред се зголемуваат капацитетите на луѓето што живеат во тие региони што до сега не биле поврзани така добро со патна инфраструктура. Така... Еве примерот е околу Скопје, да речеме, во општина Илинден, каде што секаде имате автопат, и во општина Илинден е една од најразвиените општини во Република Македонија, нели, со сите индустријски капацитети и со тој из општина Петровец. Така се надеваме дека и другите општини во Република Македонија, кои ќе ги поврзаме со овие современи патишта, ќе добијат, значи, поттик за развој на индустријата и на производството. Веројатно изненадени би биле и туристите кои транзитираат низ Македонија. Секако, значи добро, сега најголемиот број на туристи поминува по коридорот 10. Сега ја завршуваме конечно таа делница од Емир Капија до Смоквица, но се рехабилитираат и други секции на патот. Веќе го најавивме неготино од Емир Капија да ќе го почнеме. Меѓутоа да не забораваме дека оваа година го завршивме секцијата Велес Катланово, пред 2 години завршивме обратниот правец од Катланово до Велес. Се работи моментално на делницата од Куманово до Миладиновци, значи исто еден многу лош дел. Таму веќе имаме подпишан договор, се работи на мостовите и иструга на дел асфалтот и се очекуваме во најскоро време да почне асфалтирање и таму. Во крајна фаза е еволуцијата на делницата од Миладиновци до Куманово, значи и таа во наредниот период ќе почне да се работи, а моментално се работи на автопатската делница од Гевгелија до Смоквица. Значи тоа е еден дел што остана, се користеше стариот дел од постечката магистрала што одеше кон Грција и таа сега ја прошируваме и рехабилитираме коловоз и доведуваме до ниво на еден современ автопат. Така да по целиот коридор 10 сега граѓаните малку ќе бидат трпеливи оваа година, можеби другата за градежните работи, но со после завршување на тие работи ќе имаме еден модерен автопат на ниво на Да, ги имате ли испланирано сите оние нервози, чекања со оглед на тоа што нели сообраќајот сега ќе биде зголемен со оглед на тоа што доаѓа летен период, време за одмори, ги спомнав туристите, транзитот низ Македонија. Очекувате ли застој во сообраќајот? Видете, секогаш постојат шпицови, значи ние имавме и лани, значи и предходната година и 2015 и 2014 шпицови. Мислам дека 2015 подобро се снајдавме 2014 со низ организациони мерки, како и со подобро работење со посттерминалите. Така да лани имавме гужва, меѓутоа имавме на 2 или 3 викенда во годината кои што беа онака најтешки, тоа е секогаш 1 или 2 август. И да речеме во јуни или во јули по еден ден кога што се погодуваат неколку работи како што се смена на туристи, празник, доаѓањето на гастарбајтери од другите краишта.
би ги замолил граѓаните тогаш да бидат трпеливи. Тоа во секоја држава се случува, и во Хрватска, и во Србија, и во, не знам, во Германија нема патарини, па нема. Меѓутоа во секоја друга држава се случува тоа да имате одреден застој на одреден ден. Тие неколку дена во годината би ги замолил граѓаните да бидат трпеливи, ние ќе ги направиме сите напори. Веќе поставивме дополнителни кабини на одредени патарини, значи и во Глумово и во Романовце, така да очекуваниот проток на возила се надеваме дека ќе успееме да го поминеме што побрзо и да амортизираме евентуалните чекања што ќе ги имаме. Во однос на сигнализацијата, Да. има ли подобрувања во тој дел? Па вака сега, ние значи до сега бевме многу фокусирани врз поставување нова сигнализација на регионалните и магистралните патишта. Оваа година и минатата година, значи 2015 и 2016 година, поставивме некаде околу 1500 километри комплетно нова сигнализација на регионалните и магистралните патишта. Тоа зборам, значи, знаци, табли, предупредувачки знаци, нестандардни знаци и така натака, и како и бележење на коловозот. Оваа година ќе продолжиме со тоа. Веќе имаме договор, значи, за поставување нова сигнализација на делницата од границата со Бугарија до Куманово, на делницата од Гостивар до Кичево, и имаме договор, значи, финансиран преку средствата од Европска унија за поставување нова комплетна сигнализација на автопатот. Значи, зборам комплетната делница од Хиподром, тоест од Скопје до Петровец, од Скопје до Миладиновци и на клучките Неготино, Демиркапија, Гевгелија, Веле, Север. Така да очекувам да во текот на ова лето бидат сменети сите тие знаци, така да ќе се зголеми безбедност, односно луѓето ќе знаат кај да одат подобро. Така, тука ќе направиме кратка пауза. Да, продолжуваме со разговорот во делот на изградба и реконструкција на 15 во тек изградба и реконструкција во дел на 15 регионални патишта со вкупна должина од 205 километри и инвестиција од речиси 86,3 милиони евра. Каква е динамиката таму? Значи, бевме во минатиот период и со министерот заедно, и јас посебно, бевме многу пати на терен и гледавме работите како се одвиваат. До сега скоро на сите патни правци се одвиваат многу добро. Па може да кажам дека Тетово, Бревеница, Чегране веќе 99% готов. Дојра Николич треба да биде готов во следниот месец. Мокрино Смолари во следниот месец и пол до 2. Се работи делницата од раскрсницата кај Ново село, значи на кај Стража до Маврово. Пола од тој патен правец е веќе готов комплетно. Сега почнува денеска со стругање на постанатиот дел, така да очекувам до таму за месец-два да биде готов. Бошков мост Дебар се работат припремните работи, значи не само припремни, но и бетонски работи, се поставуваат подпорни зидови, тој беше многу оштетен пат. Тој до крајот на годината ќе биде готов. Истото и со Милиншки мост центар Жупа. Ропотово од Срениште веќе е готов. Моментално се работи на делницата од Кривогаштани, Обршани, Воѓани. Значи, Битола, Ресен, Буково се работи во полна пареа. Имавме мали проблеми со проектот, меѓутоа ги надминавме и се во полна пареа се работи тој пат. Очекувам и тој до крајот на годината да биде готов. Велес Кадрифаково стана уште околу премините на железничката пруга, кај што треба да ги решиме и со Македонски железници инфраструктура, и остануваше еден дел околу 300 метра пред Кадрифаково. Така да, Делчево Голак се работи. Кочани Делчево се започна, бевме таму и со председателот на ВМРО ДПМН и со министерот Мисајовски, и таму веќе се започнати работите. Така да на сите овие патни правци се работи интензивно и се користи се оваа летна сезона кога најмногу може да се изведуваат работите. Во однос на останатите патишта кои што ги имаме започнате експресниот прат Градско Прилеп. Таму веќе се чисти теренот, значи ние го уведовме изведувачот некаде околу февруари, меѓутоа се работи за шпанска компанија, они навлезат во сите детали кои што се однесуваат за работа во Македонија, има мали проблеми, меѓутоа се надевам дека ќе убрза динамиката и они, така да тоа се патните правци на кои што моментално се изведуваат работи. А она што е планирано и како што најавивте, Охрид Пештани, Штип Кочани, Штип Радови, Ранковце, Крива Паланка. Значи Штип Радови, Штип Кочани и експресниот пат од Паланка до Ранковци, тоест од Ранковци до Паланка, се во фаза на еволуација. Се работи за малце комплициран процес на еволуација. Тоа е детерминирано од правилата на Европска, односно на Светска банка. Ние поминавме првата фаза, која што е всушност преквалификација, каде што согласно значи референциите што ги имаат компаниите кои што ги имаат дадено, се врши избор на предквалификувани понудувачи за втората фаза, каде што ќе се одлучува цената.
Ние колку што и да речеме сме задоволни дека се јави огромен број компании, на сите 3 тендера добивме по околу 20 на компании на секој, тоа па ние зголемо и работата за евалуирање на сите тие 20 компании, треба да се проверат сите нивни референции, машинерија, кадар што го поседуваат, но се заврши таа прва фаза, велам, и сега веќе почнуваме во втора фаза, да ни одобрат од банките нормално евалуацијата и почнуваме во втора фаза. Јас очекувам дека за 2-3 месеци би се завршила комплетната евалуациона постапка и да до крајот на летото, до крајот, значи септември, октомври, да веќе имаме изведувачна траса. Значи зборам и за Штип Кочани, Штип Радовиш и Крива Паланка Ранковци. Во однос на делницата Охрид Пештани и Требенище Струга, тие се во пакет договорен преку Европската банка за обнови и развој. Ние знаете, имавме малце една состојба на Охрид Пештани каде што се прават максимални напори, значи да се задоволат сите еколошки стандарди. Ние имаме многу средби, имавме со представници на невладиниот сектор, на разни еколошки и други организации од Охрид и од Македонија, па и од странство кои доаѓаат таму. Направени се максимум можни напори за да се заштити што е можно повеќе Галичица и да се заштити Охридското езеро. Очекуваме да по усвојување на студијата која што се надеваме ќе биде во најскоро време, ќе можеме значи да почнеме со една процедура за отварање на тендер и за објавување на Охрид Пештани и Требенище Струга. Нас проектите ни се готови и очекуваме само да се заврши, значи, како да кажам, еколошката процедурата за заштита на животна средина, за да ги објавиме тие тендери. И јас се надам дека во текот на 2017 ќе почне да се работи на тие патенти. Така, докаде е реализацијата на проектот за осветлување на клучки и тунели? Значи вака, секоја година осветлуваме неколку клучки, лане осветливме многу, значи осветливме околу 21 клучка. Тоа е клучки и раскрсници, значи се бориме за автопатски клучки, збориме за раскрсници на регионални и магистрални патишта. Оваа година сме малку, како да кажем, сега сме насочени кон обнова, значи на осветлувањето во тунелите, поставување на ново осветлување во тунелот пред Велес, мисля че името е Бел Камен. Тој остана тунел кој што остана неосветлен со една должина околу 200 метри, што малку беше небезбеден за возењето, поради тоа што влегувате во тунелот останувате нели замрачени, и затоа ставаме ново осветлување, ги поставуваме тие едни LED диоди од страните на тунелот. Тоа е значи тој проект и со ова ќе се осветли и клучката Велес Север, како и клучките во Крушево и во Прилеп, влезот од Лукојел. Понатака ќе се изврши исто такво поставување LED диоди на сите тие тунели по коридорот 10. И ќе се изврши бојадисување, значи и обнова на облогата во тунелите, така да ќе добиеме еден нов лик на тунелите внатре и таа постапка ќе повторуваме на секои 2 години за да добиеме поголема безбедност со сообраќајот. Тие два проекти моментално не чинат околу 40 милиони денари, значи се работи за двата проекти, но со тие ќе се завршат бојадисување и чистење на сите тунели во Република Македонија, додека за осветлување се планирано овој тунел кај Бел Камен кај Велес. И за крај, какви се плановите во однос на снимањето и оценувањето на патишта со помош на меѓународната програма за оценка на патиштата Еврорап? Така, значи, ние имаме добра соработка со Еврорап, они има една програма која што ја водеа кај нас на подршка беше АМСМ. Пред 2 години или пред година ќе ви изложам, значи направи една првобитна проспекција на патиштата и помина на коридор 10 и на коридор 8, каде што ги имаме резултатите кои што се малку, како да кажам, општи и генерални. Имаме се една програма во која што прво ќе ангажираме и консултант да ни даде смерници кои што се нормални во таа цела постапка за воспоставување на безбедност на сообраќајот согласно правилата на Еврорап, а веќе и распишавме и тендер за снимање на 4000 км патишта во Република Македонија, значи се работи за едно специфично снимање со возило кое што поминува по патиштата и согласно правилата и стандардите, нормативите кои што ги има Еврорап, ви кажува каде можете да со најмали средства да постигнете најголем ефект за зголемување на безбедноста на сообраќајот. Јас очекувам дека студијата, значи поставување на процедури и снимањето ќе заврши во текот на оваа година, значи со тендерските процедури секако, а понатаму веќе од наредната година да земеме да согласно податоци што ги добиеме анализите од снимањето и од студијата, да ги пременуваме, значи
пример, менување на еластична ограда на патиштата, поставување нови знаци, поставување сигнализација, која што ќе каже, да речеме, кај што може да заштитат најмногу човечки животи, а со најмногу средства кои што може да ги премени. Кога сме кај безбедноста во сообраќајот, со оглед на тоа што нели кажавме летна сезона, зголемена фреквенција, но и работа на патиштата, што им препорачувате на сите возачи? Значи, прво би ги замолил возачите прво да внимаваат на брзината на одвијање на сообраќајот, независно дали е градежна сезона, дали има работници и така натака, заради тоа што многу сообраќајни несреќи се случуваат пред се од користење на алкохол и од прекомерна брзина на возење по патишта. Таа состојба повеќе се усложнува кога имате и време режим на сообраќај, односно кога имате градежни работи кои што неопходно се одвиваат во текот на летната сезона, зашто градежните работи бараат некои временски прилики. Би ги замолил возачите да бидат трпеливи. Ова што се прави на патиштата е за добро на сите возачи, добро за Република Македонија и по завршување нова ќе имате еден убав пат на кој што на крај крајава ќе може да возат најбрзо што можат. Така, ви благодарам што бевте дел од Индекс на Радио Слободна Македонија и ве покануваме во друга прилика со нови информации да гостувате на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Молам, ми беше задоволство. А јас тука го означувам крајот на Индекс во продукција на Радио Дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Маја Дамјановска, уредник и водител на Индекс. Се слушаме повторно за една недела, ве оставам во добро расположение. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.